Дневник на Канал Плюс телевизија, а во истиот содржини кој го одбележа овој вторник 22 март. Започнуваме по кратката најава на дел од вестите кои ќе следат. Денеска 22 март се празнуваат 40 маченици или меѓуштипјани познати како четрсе. Обичајот четрсе со години се одржува на тврдината Исар. Денот на водите во Виница денес беше одбележан со нова инвестиција во фотоволтаични панели за подобрување на квалитетот на водата за пиење во 4 населени места. Градоначалникот на Кочани Радко Димитровски во обиколка на игралиштата кои општината заедно со комуналното предпријатие ги санираше и ги оспособи за користење од страна на младите рекреативци. Дневникот го започнуваме со содржини кои го задржаа вниманието на пошироката јавност. Председателот Уставниот суд и собранието се нелегитимни за специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Јанева најави дека воопшто нема да се појавува пред собранието и советот на јавни обвинители за да го образложи извештајот за нејзината работа. Во реакцијата од кабинетот на председателот Иванов се наведува: ја потсетуваме Јанева дека својот втор мандат председателот Иванов го почна во 2014 година, а не во 2013, 2012 или 2011, како што таа изјави, односно неговиот избор за председател на Република Македонија нема никаква врска со периодот од кога датираат наводните разговори врз основа на кои специјалното јавно обвинителство ги покренува обвиненијата, наведувајќи дека со денешната изјава Јанева го спорила и сопствениот легитимитет, бидејќи избрана токму од нелегитимното собрание на Република Македонија, за какво што тврди таа дека е, а сопствениот легитимитет го црпи од Законот за специјално обвинителство, што е прогласен со указ потпишан од исто така според нејзините тврдења нелегитимниот председател. Денеска председателот на комисијата Владко Ѓорчев ја одложи комисиската расправа за извештајот на Катица Јанева поради отсуство на Јанева и представниците на специјалното јавно обвинителство, порачувајќи дека Јанева не смее да се става над законот и уставот и треба пред сите пратеници да даде образложение за својата работа. Специјалната обвинителка покана ќе добие и за утрешната седница. Сметаме дека самиот избор и на председател, и на уставни суди, и на пратеници е доведено во прашање. И тоа е мојот одговор за Уставниот суд. Значи, мислам дека сите овие се нелегитимни институции и треба да го почитуваат специјалното јавно обвинителство во нивните истраги за да ја утврдим вистината. Зашто се однесува до Советот на јавни поканата од страна на Советот на јавни обвинители и на Собранието на Република Македонија да го образложам мојот извештај, јавно ве кажувам дека нема да одам, немам намера да одам, од причина што мислам дека е толку мал извештајот за толку малечок период, дека нема потреба да образлагам нешто посебно, бидејќи целиот содржи се што е потребно. А доколку почитуваниот совет има некои забелешки и почитуваното собрание има некои забелешки, нека писмено ги достават, ќе ги вклучиме во идниот извештај тие забелешки и заклучоци кои веќе почнавме да го работиме за идниот период од 6 месеци. Што се однесува до моите станови и мојот имот, сакам да ви кажам дека јас имам 2 стана на моите деца кои се купени заедно со мојот сопруг кој сега е починат. Од заедничкиот имот на мојот сопруг и негов. Јас имам уште имот. Од моите родители уште не сум наследила ништо. Значи, мојот имот уште ќе се зголемува. Али на сметка на моите родители и на мојата работа на овие 10 прсти. ДИК до крајот на неделата ќе започне со теренска проверка на избирачкиот список, откако завршија вкрстените проверки. Со неја ќе бидат офатени 100.436 записи во кои спаѓаат имења, презимења и адреси. Теренската проверка ќе спроведуваат 374 овластени анкетари, а контролори на процесот ќе бидат раководителите на подрачните оделенија на комисијата. Тие ќе добијат список на лицата кои се предмет на теренската проверка, со назначување на основот по кој ќе бидат проверувани. Прашалникот по кој анкетарите ќе извршуваат теренската проверка бил усвоен на вчерашната седница, а денеска ќе биде објавен на интернет страницата на комисијата.
Таа ќе опфати 100.436 спорни записи кои што беа идентификувани како такви од вкрстената проверка на избирачкиот список. Теренската проверка ќе ја спроведа 374 овластени анкетари, кои што во оваа прилика соработуваат со Државната изборна комисија, додека контролори на процесот ќе бидат раководителите на подрачните оделенија на Државната изборна комисија. Во текот на наредниве денови пред почетокот на теренската проверка очекуваме од експертскиот тим кој што работеше на вкрстените проверки да добиеме конечна листа на идентификувани спорни записи распоредени по општини и избирачки места. Таа листа ќе биде доставена до контролорите на процесот, односно до раководителите на нашите подрачни оделенија, кои потоа ќе ја споделат со анкетарите. Денот на водите во Виница денес беше одбележан со нова инвестиција во фотоволтаични панели за подобрување на квалитетот на водата за пиење во 4 населени места – Трсино, Трстија, Пеклани и Крушев. Жителите на 4 винички села ја надминуваат долгогодишната агонија со пиење хемиски или бактериолошки неисправна вода за пиење. Неажурноста на местните заедници со редовно хлорирање на водата резултираше со лоши резултати од Центарот за јавно здравје во Кочани. Денешниот меѓународен ден на водите, првите луѓе во општината го одбележаа со монтирање на фотоволтаични панели на селските резервоари, со кои ќе се овозможи автоматско хлорирање на водата. Ова го започето во 4 населени места, Трсино, Трстија, Пеклани и Крушево, а во план е оваа година да се изгради филтер станица во селото Трсино, преку проектот кој што веќе 4 години е спремен и е во Министерството за финансии, значи обезбедени се пари за овој проект да се работи на урбанистичката документација. Се надеваме значи оваа година да отпочнеме поречно со изградба на овој проект, така да граѓаните на населеното Трсино да го решат овој проблем. Таа акумулирана струја ќе послужи за 24 часовно функционирање на хлоринаторите за вода, што значи дека автоматското хлорирање ќе биде нон-стоп 24 часа дневно. Ова многу ќе допринесе за зголемување на квалитетот на водата во овие 4 населени места, бидејќи во минатото имавме постојано проблеми со квалитетот на водата, тоа со отсуството на хлор во одредени периоди од годината, да речеме, или од месеците. Во неколку населени места во кои што не стопанисува ЈП Солидарност Виница, како што е село Трстија и село Крушево, хлорирањето досега го вршија представници од местната заедница, меѓутоа бидејќи немаат обврска, не се вработени во јавното предпријатие, таа обврска не ја исполнува целосно. Така да, на овој начин сега, со автоматизирање на хлорирањето, водата ќе биде 24 часово заштитена и 100% заштитена бактериолошки. Оваа инвестиција е од општинскиот буџет и е во висина од околу 260.000 денари. Меѓутоа, според најавите за прочистување на водата се планирани и дополнителни средства во насока на комплетна контрола над квалитетот на истата и целосно преземање од страна на јавното предпријатие. Од 1993 година со одлука на УНЕСКО и Меѓународната асоциација на водата, 22 март е прогласен за Меѓународен ден на водата. Традиционално, овој ден секоја година во Штип се одбележува од страна на вработените во јавното предпријатие ИСАР. Годинава беше организирана видео презентација за најмалите учениците од второ оделение во неколку штипски училишта. Денес се одбележува Меѓународниот ден на водата. По тој повод, како и секоја година наназад, и годинава вработените во јавното предпријатие ИСАР го одбележа овој ден на пригоден начин, со предавање за благодетите на водата, нејзиното значење и проблемите доколку не постои. Целна група беа најмалите. Ќе одржиме предавање на тема како да се штеди водата, како рационално да ја употребуваат водата дечињата, да научат уште од мали колена, за да знаат дека водата е богатство, водата е живот и дека само со рационално трошење на водата, рационално користење на водата ќе имаме сите ние иднина. Денеска ќе имаме презентација за децата да знаат како да штедат вода уште од мали нозе, кое е значењето на водата, како да имаме повеќе, затоа што знаеме дека само 1% од вкупната вода што имаме на земјата е вода за пиење, додека останата не е употреблива за пиење.
а дел од начините за штедење вода кои им беа презентирани се следниве. Како преку мијање на забите, да не ја вклучува цело време водата да не тече, потоа машините за садови и за перење, да не се вклучуваат полупразни, со тоа исто така штедиме вода. Штедиме вода и со тоа што нема да ги полеваме тревниците со обична вода за пиње, туку со дождовница. Предавањето поврзано со штедењето на водата беше реализирано за ученици од второ одделение во општинските основни училишта Ванчо Прке и Тошо Арсов. Чест е што нашето училиште, основното училиште Ванчо Прке, ще бе вклучено во ова одбележување на Светскиот ден на водата, кога станува збор за едукација на учениците, за стекнување на знаење кои што се од големо значење и за природата и за животот. Нашите врати се секош отворени за сите институции. Но најмалите и пред проекцијата и предавањето за тоа како треба да се штеди водата, веќе имаа основни познавања. Кажи ми, дали знаеш ти како се штеди вода? Да. Како? Да не... Кога си пудеме часа вода, да не ја пуштаме чесмата да пие часата. Кога се миеме заби, треба да прекинеме водата и она е наш живот и треба да не користиме за безпотреба. Мамко и ми завите да ги изплакне, па после ми ја пусти водата и ги изплакне. А ти кога си миеш запчиња цело време ли тече водата или? Јас ги сопробам, за да не плакаме многу вода. Во однос на тоа каква вода пијат штипјани, директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев дециден. Водата е квалитетна според сите стандарди. Водата моментално, не само моментално, туку и континуитет, е со врвен квалитет, исправна бактериолошки, хемиски, физички, водата е исправна и е погодна за пиење. 22 март е прогласен за Ден на водата во многу земји во светот на иницијатива на Меѓународната асоциација на вода и ЮНЕСКО во 1993 година. Градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски изврши обиколка на санираните детски игралишта кои општината заедно со комуналното јавно предпријатие Водовод во пресред на пролетта ги подготви за употреба. Најголеми оштетувања се регистрирани на детските игралишта кои што се помалку осветлени, а тоа се игралиштата кај Асном и Бавчалук. На почетокот на пролетта општината Кочани во соработка со комуналното јавно предпријатие Водовод ги реновираше и обнови детските игралишта во градот и населените места и ги санираше оштетените детски реквизити. Секоја година традиционално во месец февруари општината најпрво прави увид во она што е оштетено и потоа ги санира и ги подготвува за употреба. Оштетувањата се санирани од страна на комуналното јавно предпријатие Водовод и од страна на нашите вработени во општината и сите се доведени во еден нормален ред за да бидат во сервис, односно да бидат на услуга на нашите најмлади сограѓани. Најголеми оштетувања имало на оние игралишта кои се помалку осветлени и подалеку од централното градско подрачје. Најмногу оштетувањата се на локалитетот кај Асном и таму уште не е завршено, имаме уште малку да го завршиме и на местноста Бавчалук. Порачувам уште сега, уште еднаш, значи да оние повозрастните кои што воглавно во ноќните часови ги демолираат, ги сатанизираат тие детски игралишта, да поведат малку повеќе внимание и да ги остават на страна за оние најмладите, бидејќи тие се нашата иднина на градот Кочани. Инаку во Кочани и околината има вкупно 20 детски игралишта и 5 повеќе наменски. Заедничките средства кои што се потрошени за реновирање на детските игралишта се во висина од над 500.000 денари. Згрижување на пензионерите самци е барањето кое произлезе од последното одржано годишно отчетно собрание на Сдруженијето на пензионери од Делчево, на кој од надлежните ќе се бара изнаоѓање нов простор за згрижување на таквите лица, чиј број во Делчево не е мал. Згрижување на пензионерите самци е барањето кое произлезе на последно одржаното годишно отчетно собрание на Сдруженијето на пензионери од Делчево, на кој од надлежните ќе се бара изнаоѓање нов простор за згрижување на таквите лица кои во Делчево ги има во прилично голем број. Во рамките на таа активност веќе е покрената иницијатива за изградба на
старечки дом во Кочани кој би бил регионален, но поради тоа што голем број на пензионери во нашата општина се сами незгрижени, беше покрената иницијатива да се испитаат можностите заедно со Републичкото здружение на пензионери, заедно со локалната самоуправа, или да се адаптираат простори, или да се пренаменат некои простори со цел едно подостоинствено згрижување на пензионерите во последните старечките години. На годишното собрание најмногу внимание беше посветено на тековната организација на пензионерските спортски игри, на кои ќе учествуваат околу 400 пензионери спортисти од Истокот, а за кои подготовките започнаа од денеса, ќе се реализираат 2 пати неделно. Ќе учествуват по наша преценка ќе има околу 400 спортисти. Источниот регион, Сдруженијата од Кочани, Виница, Берово, Пешчево, Делчево, Македонска Каменица. Ние почнуваме интензивни припреми од вторникот, уште од 22-3, а иначе такмичење ќе се одржи од 21 дисциплина. Мисла 11 дисциплини, али кога мажи и жени само нема такмичење, значи на жени скок од место. 2 пати неделно, значи тоа нека биде информација и за поселата, мисла, и тука во целата општина. Во вторник од 10 часот и сабота, мисля дека исто од 10 часот. Инаку во отчетната година пензионерите реализираа повеќе екскурзии до значајни културно-историски знаменитости во земјава и странство, а слична ваква програма е изготвена и за тековната 2016. Денес, 22 март, се празнуваат 40 мачиници или меѓуштипјани познат како четрсе. Обичајот четрсе со години се одржува на тврдината Исар. Од пред неколку години е влезен во УНЕСКО и се вбројува во елементите на културно нематеријално богатство. Сите патишта денес во Штип водеа кон вековната тврдина Исар, каде младите штипјани ја продолжуваат традицијата на исконскиот обичај на фрлање на 39 каменчиња кон реката Брегалница, а 40-тото каменче го понесуваат со себе. Ваквиот уникатен начин на одбележување на празникот Четрсе, Штип го смести во светската листа на УНЕСКО како нематеријално културно наследство. Младите кои стапиле во брак минатата година го слават празникот Свети 40 маченици, познат уште како младенци. Светите 40 маченици се представени како тие го даваат својот живот на својата икона, со добивање на ореол од нашиот Спасител Господ Исус Христос, со што и постанале свети. И сите оние кои стапиле во брак во претходна година после 40 маченици младенци, на денешен ден го прославуваат денот, си ги покануваат своите најблиски, спремаат постни трпези за да ги почестат. По овој повод, голем број на културно-забавни манифестации се одржаа во Дом на млади. Еден од настаните беше изложбата Икони на стакло на Вања Радевска, која од 2004 година започнува да изработува уметнички дела во една специфична техника. Техниката ме мотивира везбите од мајките на носија и на прекривките во домаќинството. Таа техника веќе изумира на облеката, зашто веќе облеката и таа прекривка ги красат веќе музејските витрини. Сакав да го дадеме на иднината, а и со едукација уметникот, конзерваторот Маđarска, од ништо да направиш нешто ме воспитуваше. Ова го имаше на времето на островот Морано. Ова доаѓа еден вид реставрација после толку години. Освен штипјани, во голем број на Исарот се искачи и посетители од повеќе градови од земјава, а имаше и доста гости од странство, кои за прв пат го проследија овој традиционален настан. Амбасадорот на Велика Британија Чарлс Гарет денес беше во посета на Универзитетот Гоце Делчев. Пред студентите одржа предавање на тема Британската дипломатија во 21 век.
Многу ме е мило што сум денес во Штип и што сум гостин на овој град. Имав одлична средба со ректорот на универзитетот, од кој што дознав многу за работата на универзитетот и за вашите планови и амбиции. И мислам дека универзитетските заедници се многу битни за развојот на едно општество и се клучни, едни од клучните елементи во развојот на врските помеѓу земите. Универзитетот во Штип има одлични односи со бизнис секторот и со во некои од областите во кои што има соработка се активни некои од британските компании и се надевам дека таа соработка ќе можеме да искористиме најдобро и за двете земји, за Британија и за Македонија. Јас сега ќе одам на правниот факултет каде што ќе имам предавање со студентите и ќе зборувам за дипломатијата во 21 век, но исто така би сакал да ги слушнам и нивните мислења и да имаме една заедничка дискусија. Театарското студио што работи при Центарот за култура Бели Мугри подготвува театарска представа под наслов Просидба во режија на Трајче Ѓоргиев. Премиерата се очекува да биде прикажана кон крајот на април. Веќе 2 недели младите актери од театарското студио при Центарот за култура Бели Мугри ја подготвуваат представата Просидба од Антон Павловиќ Чехов во режија на Трајче Ѓоргиев. Веќе скоро 2 недели работиме со оваа млада екипа од 10 луѓе, иако по текстот има 3 ликови. Во оваа наша, условно кажано, мала лабораторија, ние се обидуваме да ги, на некој начин, осознаеме првите чекори на театарското живење на сцена. Значи, тргнуваме од разработка на текст, разработка на ликови. Секој ќе добие од овие млади учесници по некоја улога, дали тој ќе биде сценограф, драматург, реквизитер и така натаму. Значи, се учиме на некаков, ајде да го наречеме, професионален театар. Ѓоргиев рече дека чест и задоволство му е што повторно е повикан да работи во Центарот за култура, во кој се реализираа почетоците на театарската сцена во далечната 1991 година како студент на драмски уметности со неговата прва режија. Доста режии направил во овој Центар за култура и после долги години повторно е повикан и се надева на успешна соработка со одговорните во Центарот. Ѓоргиев се надева и дека оваа театарска представа што ја подготвуваат ќе биде прифатена и за драмскиот аматерски фестивал што ќе се одржи во мај годинава. Премиерно представата се очекува да биде прикажана кон крајот на април. И пред вестите од светот да споделиме вест од Крими хрониката. 30 годишен штипјанец фатен со хероин, марихуана, семки од канабис и куршуми. Пријавениот на 17 март годинава во својот дом во Штип неовластено заради продажба држел наркотична дрога хероин со вкупна тежина од 27,07 грама, спакувана во рачно изработени најлонски кесиња, наркотична дрога марихуана со вкупна тежина од 26,52 грама и семки од растителна материја канабис со тежина од 0,86 грама. Од извршениот претрес во неговиот дом и извршениот преглед над пријавениот, пронајдени и одземени се 2400 денари во различни апоени и 175 евра исто така во различни апоени, поради сомневање дека истите се стекнати од продажбата на наркотичната дрога. Пронајдени и одземени се и 2 дробилки за марихуана и една вага за мерење на тежината на наркотичната дрога. Од претресот кај пријавениот пронајдени и одземени се 29 куршуми со калибар од 7,9 мм, 31 иницијална каписла, 13 ловни патрони и 1 мерач дозерна барут за ловни патрони. Билансот на бриселските терористички напади во овој момент изнесува 34 мртви и 136 лица ранети, од кои некои многу тешко. Се очекува соопштение од властите кога ќе се утврди точниот биланс на жртвите. Во 8:15 часот белгиското радио ја прекина програмата и јави дека имало 2 експлозии на бриселскиот аеродром Завентем. Според првите сведочења, едно лице викнало нешто на арапски и се слушнале експлозии и пукотници.
Целиот авионски сообраќај беше прекинат, а на аеродромот се создаде вистинска паника. 3 бомби били употребени во двојната експлозија, а подосна белгиската агенција Белга јави дека е најдено оружје на аеродромот, но нема официјална потврда за оваа вест. Експлозиите се случиле во близина на шалтерот на белгиската авиокомпанија, а не во близина на американската, како што претходно беше јавено. Аеродромот беше евакуиран и затворен и не е познато кога повторно ќе се воспостави авиосообраќајот. 1 час подосна, во 9 часот и 11 минути, 2 експлозии одекнаа на метро станицата Малбек во близина на Европската Унија. Експлозијата се случи во метро вагон кој стоел на станицата. Полицијата веднаш го затвори целото бриселско метро. 2 часа подосна, обвинителството потврди дека се работи за терористички самоубиствен напад, но се уште нема информации за терористите. Првата реакција дојде од првиот човек на Европската Унија Доналд Туск, кој испрати сочувство до семејствата на жртвите и ја понуди солидарноста и помошта на европските институции со Брисел. Главна тема на разговор меѓу Раул Кастро и Барак Обама е прекин на тензиите меѓу двете земји, што траеја со децении. Во разговорот со Кастро, Обама изразил мислење дека други држави, меѓу кои и САД, не треба да се мешаат во судбината на Куба. Од своја страна, Кастро подсетува за длабоките разлики меѓу двете држави, но вели дека е фокусиран на работите кои ги зближуваат. САД се уште не го прекинале долгогодишното економско ембарго против Куба. Посетата е во палатата на револуцијата во Хавана, откако претходно Обама посакал да ја посети барелефатата на Че Гевара. Иако оваа посета ќе остане во историјата, Обама и Кастро всушност се сретнуваат по трет пат. Во Јужна Кореја е регистриран прв случај на лице инфицирано со вирусот Зика, соопшти денеска Јужнокорејската управа за контрола и превенција на болести. Тестовите потврдиле присуство на вирус кај еден 43 годишен маж кој престојувал во Бразил од средината на февруари па до 11 март, кога се вратил во Јужна Кореја. За време на патувањето во Бразил, пациентот бил каснат од комарец, соопшти представник на управата. Вирусот Зика, кога го пренесуваат комарци при убод, се појави во Бразил, пошто се прошири речиси низ цела Јужна и Централна Америка и во реонот на Карибите. Започнаа универзитетските спортски лиги во организација на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, на кои учествуваат студентите. Сите студенти ќе учествуваат во повеќе спортови, и тоа лига во баскет, лига во одбојка, лига во пинг-понг и лига во ракомет. Традиционално, 6-та година поред Универзитетот Гоце Делчев по повод патронатот на самиот универзитет организираме студентски лиги во кошарка, одбојка, ракомет и пинг-понг. Значи ова е веќе 6-та година каде што студентите зедат масовно учество на овие студентски лиги. Денеска започнуваат надпреварите во баскет, каде што имаме околу 20 екипи во машка и во женска конкуренција. Во среда се надпреварите во пинг-понг, машка и женска конкуренција, додека пак четврток и петок се надпреварите во одбојка, во машка и женска конкуренција. Надпреварите секако ќе завршуваат самиот ден, додека пак наградите на студентите, односно финалната манифестација во доделувањето на самите награди ќе биде во недела, односно поточно каде што ќе биде и изведена самата финална манифестација на велосипедската трка, која што ќе започне во 11 часот, тогаш ќе биде доделувањето на наградите на најдобрите 3 пласирани екипи во сите спортски дисциплини. Победниците од универзитетските спортски лиги ќе земаат учество и на меѓународни спортски лиги во Белгија. Универзитетот Гоце Делчев учествуваме на студентски универзитетски надпревари. Минатата година зедовме учество во Софија, во Лозанец, во Бугарија и секако во Истанбул, во Турција. Додека пак оваа година ќе учествуваме на универзитетски надпревари во Белгија, во Брисел, односно ќе ги водиме на студентите во мал фудбал и во одбојка жени. Така да првите 3 пласирани екипи правиме една селекција од најдобро пласираните екипи, каде што направиме селекција на универзитетот и ги учествуваме на овие универзитетски лиги. Универзитетските спортски лиги ќе траат до сабота, а веќе во недела на велосипедската трка ќе се доделат и награди и признанија на најдобрите.
Во спортската сала македонски бранители во Берово се одиграа надпреварите и од 7-то коло од спортските игри во мал фудбал помеѓу институциите и правните субјекти. Коло во кое Сдруженијето на приватни фирми со 1:4 загуби од тимот на полициска станица. Гранична полиција со 4:0 го совлада тимот на таксисти. Со убедливи 6-1 Фагус славеше на Джито Малеш, додека со минимални 1:0 екипата на угостителски работници ја победи екипата на општина Берово. Додека во последниот надпревар ЈПКР Услуга загуби од тимот на Арама со 4:1. Се надеваме дека го задржавме вашето внимание во изминатиот половина час. Овде се одјавувам и ви посакувам пријатна вечер со програмата на Канал Плюс телевизија.